Спортски журнал. Добар ден, почитувани слушатели и гледачи на радио, сега и радио телевизија Пела од неодамна. Денеска, бидејќи е петок, нешто некоја минута по 11 часот, значи термин точно за емисијата Спортски журнал. Третираме теми од спортот, поврзани со прилепски клубови, прилепски спортисти, а и нешто пошироко. Редовно со наш гостин во студиото, така е и денеска. На наше големо задоволство, тука е тренерот, шефот на стручниот штаб на Суперлигашот Младост 96 од Прилеп, Гоце Тошевски, со кого ќе разговараме и ќе одговориме на прашањето дали може Младост 96 да стигне до шампионската титула државен првак на Македонија. Добар ден, добро ни дојдовте во студиово на радио телевизија Пела. Благодарам на поканата, и ви честитам за телевизијата, за новината. Поздрав до сите гледачи на радио и ТВ Пела. И прашањето е поставено, дали можеме да почнеме со одговор? Одговорот значи моментално сме без пораз, сме на најдобар пат да се освои ова титула, која мене би ми била 7, 4 како играч, 3 како тренер, во 5 години би била 3. Значи во 4 години бевме 3 два пати. Значи за Младост 96. За Младост 96, да. Во 4 години бевме 2 пати вице шампиони, а 2 пати прваци. Така да моментално сме без пораз, со 2 бода предност пред конкурентот Паланка и 3 бода предност пред, мислам дека се шампиони ФА. Да. Во дело на... Би сакал посебно да ни кажете ваше мислење за ова што јас го насловив како енергија споена на едно место во Прилеп, која доаѓа од различни правци, од Шведска, од бидејќи вие бевте и во Шведска, Да. од Америка, бидејќи еден играч Петар Костовски, Штипјанец, да. Живее таму, патува до Соединетите американски држави, но сепак настапува за Младост 96. Исто така енергија од Србија, бидејќи има двајца близнаци кои доаѓаат да. од Србија, близнаците Ѓорѓе и Влада Борчич. Исто така имате и енергија од Крушево. Тука е младиот член Нико Доага и сега да не заборавив И Софија Касану во женската екипа исто. Софија Касану исто така Исто од Крушево. да. Значи од различни страни се собрани тука во Прилеп, да ги додадеме и прилепчаните. И како ова го толкувате, како стигнувате, како ги спојувате овие сите енергии и како го распоредуваат животот овие поединци што сега ги набројавме, значи од Антонио Стомнаровски, Ѓорѓе Борчич, Нико Доага, Андриј Лашковски, Влада Борчич, Петар Костовски, вие тука како тренер Гоце Тошевски, да ни кажете како тоа успева сето да се спои? Значи тоа е резултат на една добра организираност на клуба што функционира безпрекорно по вертикала, да речеме. Од председател, од управен одбор, од тренер, од играчи. Напорно е, меѓутоа сето е тоа скоцкано во едно нешто кое функционира. Сега овие што ги спомнавте играчи, значи ние имаме играчи кај што Александар Рикаловски е во Младост позајмен. Да, тој е прилепчанец. Прилепчанец. Наши. Лука Огненовски во Вардар. Младиот Лука. Давид Јоновски ние во Нец Телеком, кај што се и тие конкуренти за титула.
Мартин Ристевски. Значи ги позајмувате Мартин ривалите. Ристевски во Студент во Скопје исто. Значи имаме моментално 4 позајмени играчи. Значи имате еден фер однос со ривалите. Да. Ги засилувате ривалите да биде можеби поинтересна борбата. Баш така. Малку да се шегуваме. Баш така. Но и тоа е вистина. А инаку стварно е тешко да речеме да се тоа организира, меѓутоа ние успеваме. Еве да тргнеме од вас. Вие едно време бевте во Шведска или повеќе пати одевте и се враќавте, како функционирате на тој начин? Сега бев и во Германија, значи едни 2 месеци, па се вратив и така. А се уште бевте и кога заминавте како тренер на младост 96? Како заменик беше Андре Лашковски. Значи, Како тој мој ви е заменик, како десна рак. Меѓутоа се консултиравме сега со интернетов, се лесни работите, така да. Например, како функционира при еден тренинг кога вие сте во Шведска, а овде давате некое мислење, ве прашуваат за нешто? Да, се консултираме. Значи имаме консултации, отприлика ги следам, пошто имаме линкови и во живо на надпреварите, сето тоа го следам јас, така да лесно оде. Да, колку пати бевте во Шведска и се враќавте? 2 пати бев во Шведска, се вратив, а во Германија бев 3 пати. А и во Шведска работите во Како врска тренер, со, да, со да, пинг-понг, да. со пинг-понг, значи пинг-понгарски тренер и во Шведска. Да, во Вернамо. И како беше таму приемот, Добро, резултати? одличен, значи тогаш и... Во која лига се натпреварува тој клуб? Тој клуб нема лига, него се исклучува млади деца. Сега е основан, значи пред година и пол, пред 2 основан. Значи како исклучува школа е. И за да речеме на моје задоволство да се пофалам, ајде, да не биде и кофалба, ама од 12 деца 9 ми освоја медајли. За рок од 2 месеци работа. Инаку, споредба да направиме македонскиве деца и тие што се во Шведска, каде е поголем талентот или желбата? Ја мислам дека овде. Мислам дека македонскиве се поталентирани, меѓутоа условите се многу потешки кај нас за работа. Значи во почетокот нашите имаат потенцијал, но понатаму Условите за работа се тешки. како се движат во кариерата, многу потешко. Да. За разлика од Шведска, можеби ти тоа што го нема ќе го надополнати, Да. ќе не престигнат. Да. Така би било? Значи една споредба да ви кажам. Едно дете, да речам од кај нас, наше дете, за 2 тренинзи на шведо му треба 6. Ама сигурно тука е издржливоста нивна. Да. Трудолюбивост. Али се многу упорни и многу подисциплинирани. Многу се подисциплинирани таму. Има ли разлика и во тренизите, например, во пристапот? Дали некоја техника користат тие, друга ние? Нема разлика во техниките, значи техниките се тие во пинг-понгот, нема пинг-понгот е тие техника една зависи до тренер. Значи многу е битно во пинг-понгот да речеме да смениш тренер. Потоа да се навикне. Да. Тоа ти е исто ајде да не споредувам фудбал, ракомет, општо сето, тоа ти е еден тренер се сменува и друга ти е стратегијата. Меѓутоа, еве сум 5-та година, така да, еве и сите играчи до сега што биле, сите се задоволни, управниот одбор, председателот Матраковски, така да... За Шведска уште нешто да кажеме. Јас памтам уште многу одамна дека Шведска беше во самиот врв во светот во рамките на пинг-понгот. Имаше и светски шампиони, чинам.
Како што беше Југославија со Шурбек, со иконата на пинг-понго беше Јан Ове Валнер, Персон, Апелгрин. Тие беа многу јака генерација. И на Олимпијади. Да. После нив некој период Шведска стагнираше во пинг-понго, меѓутоа сега пак се качува нагоре. Исто како што се случува и со Франција. Франција после Гатиен немаше никој. Сега се брајчата, двајцата, да речеме овие не знам дали се близнаци, не знам. Значи сега европскиот пинг-понг оди нагоре. Значи таму се во Шведска Трулс, Морегард, Халк, тој, така да сите се млади дечки што ветува за иднината на шведскиот пинг-понг. Рековте дека условите се многу подобри таму, но да ни кажете во врска со статусот, каков е статусот на пинг-понгари, дали се професионалци, дали се аматери, полуаматери? Значи таму сите што се во било кој клуб зависи од рангот. Значи во Врнамо пред 3 години, мислам, или 4, не знам. Какав град е тој? Тој е некаде околу 40.000 Значи жители. помал од Прилеп? Да, помал. Помал од Прилеп, а во површина уствари поголем. Се направи нова сала, таму е спонзор општо на цел пинг-понг Крафт. Таа е фирма за спортска опрема. Дали тие слушнале за нашиот пинг-понг или за нашиот спорт воопшто? Не, тие општо видоа само снимки јас што му давав и видоа дека и ние имаме спорт. Преку тие снимки? Преку снимките, да. Да. И сега мислам, планирано ми е да видиме како ќе биде еден камп да направиме, да се направи некој камп за младиве деца што се кај нас, за таму да биде во Шведска. Значи една соработка? Соработка, да. Буквално соработка да направиме. Инаку како се тренира, дали секој ден тренира таму? Салата во таа школа. И каква сала, со какви димензијата? Салата е димензија 20:8. Дали има простор за гледачи? Има горе само трибински простор горе. Значи, замислено Значи, таа сала е исклучиво само за тенис, падел и пинг-понг. Значи, замислено е да направите да присуствува и публика. Да. Оти ние имаме на малечка сала каде што не е возможно да присуствува да. голем број. Има. Значи, таа е салата од младост. Меѓутоа, вие кога пред неколку години младост беше шампион, сепак се одлучивте да играте пред публика во училишна сала. Да. Да, мислам да беше во Ристе Скиричко, да, така беше. точно така. Да, точно таму беше. Така, во дело на борбата за шампионска титула, мислам дека ќе се извојува, меѓутоа никој пат не биде сигурен. Секогаш мора да се вложи максимум. Мораме. Вчера имав најава и од Петар Костовски дека за плейофот ќе стигне и од Америка. Така да Колку време е тој во Америка? Тој има договор таму е како играч и тренер. И како тренер? Да, на млади категории. Во кој ранг е тој клуб?
да ни кажете? Мислам дека е некоја Во кој град? Во град, државата е Аталанта, ама не знам во кој град точно. Значи некој помал град. Да. И добро Значи и како функционира. играч? Да, и се консултираме од време на време за некои работи. И вчера ми се јави, кажа дека за плейофо најверојатно ќе биде тука. Така да ќе ни биде Значи до крај во борбата за огромна помош, да. Огромна помош. Петар Костовски доаѓа од Америка. Да. Тоа е голем успех, вака гледано од страна за еден клуб кој се мисли дека е мал клуб, прилично мал град, Младост 96, но ете најдува сила да овозможи услови еден пимпогарал дури од Америка да дојде тоаш кога е најпотребно. Па добро, знаете како, тоа е Тоа сигурно се пожртвуваност на цел управен одбор, на цел клуб. Тука председател Маријан Матраковски, Тука заменик и и Рикаловски, да, Златко Рикаловски. Управен одбор, значи ние Кире Најдовски, не знам точно кој се Трајче Димитриовски, Марлим. Значи има и други што помага. Има што помага. Па оваа формула, овој концепт на Младост 96, чинам дека треба да го прифатат и други клубови, бидејќи претежно кај нас, особено во Прилеп, клубовите која ги прашуваме како обстојувате, тие викаат скоро никако, многу тешко, не можеме да се снајдеме во ова ново време, во овој 21 век, но еве и постои исклучок, тоа е Младост 96. Моментално, значи, финансиски сме стабилни. Финансиски моментално до крај на сезона сме И стабилни. финансиите се еден важен фактор. Да, тоа можем да го гарантирам. Но и организацијски. И организацијски, односо управа играчи е супер, затоа што играч мораш да Значи меѓусебната доверба. сето, да. Имаме трошоци. Секако дека има. Значи од Србија иди Тие двајцата близнаци. Да, близнаците. Да не заборавам во врска со просторииве. Сепак се мали простории за овој клуб Младост 96, кој еве и титули има и сака и да оди на ова нова титула. Дали се размислува за проширување на овие простории, за нови простории? Дали сте разговарали на оваа тема? Ја мислам дека има некој проект изготвено од општина Прилеп за реновирање, комплетно реновирање на салата. Има проект, значи дојде некој. Што би значило тоа реновирање? Тоа би значило дека условите ќе се промена многу. Многу. Значи би имале Повеќе простор? повеќе можда Или не истиот простор? истиот простор, меѓутоа во дело на соблекувални, на канцелари, на санитарен Простори, чвор, да. Тоа има, мислам дека изготвуваа проект и мислам Сега дека наскоро ќе се почне реализација? не можам да кажам во тој дел. Не можам да Многу битно е што кажам. има идеја. Да, веќе е започнато. Започнато и за позади игралиштето и Соколана. Значи цел проект го опфаќа и Соколаната што ја викаме стара, и игралиштето и салата за пинг-понг. Да. Понекогаш размислуваме вака, многу голема штета е да не ги види во поголем број публика овие мајстори на овие наши многу големи пинг-понгари, и не само наши, и овие што доаѓаат од страна да играат за Младост 96. Многу голема штета е што нема публика повеќе. За жал е така, меѓутоа затоа ние настојуваме кога би играле во Прилеп да одиме во друга сала,
Знаете и вие сте не посетувале. И во Добро Јовановски училиште. Да, и во Добро Јовановски, и во Кире Гавриловски, и во како се медицинско. И во медицинско. Ѓорѓе Петров, Ѓорѓе Петров, да. И затоа настојуваме така, пошто стварно кај нас салата е малечка. Меѓутоа за тренинзи е окей. Инаку за жал сите турнири се игра во Скопје, во Јане Сандански. Да. Значи овој основен дел од првенството. Основниот дел од првенството се игра во Скопје. А како се планира за плейофов, дали како претходните години? Значи плейофо кога заврши сезоната, игра прв со четврт, втор со трет. Меѓутоа дома и гости. Во градовите кај што се побори. Сега кај нас се поинаку се рачуна. Ако ние сме ги победиле два пати, стартуваме со 1-0. И потребна е само уште една победа. Само уште една победа. И тоа на домашен терен. На домашен, да. Доколку изгубиш, се игра и трета. Се игра трета на значи системов е од предходните. Да, од предходните, истиот систем е, така да моментално немаме проблем, пошто немаме ни пораз. Треба да издржите прошлата недела јас не бев тука, бев во Германија, ги победија Телеком Нец. Конкуренти исто за Телеком Нец 2. Да, тоа беше само момент, тоа беше на 9 март. 9 март. 9 март. 9 март. 11-то и 12-то коло. 11-то и 12, да. Значи прво Младост 96 со Телеком Нец 2 дербито 4:3. 4:3, да. Тука тесен резултат. Каков е вашиот впечаток за ова дерби? Иако тесен, ама многу значајна победа. Ако очекувавте вака да не, искрено, меѓутоа кога би дошло до последната утакмица во двојки, тешко некој ден да бие. Адуте и тој таа партија во двојки? Да. Зошто мислите така? Таа е последна. Мислам на 3-3 ако дојде и двојките решава се. Меѓутоа зошто мислите дека двојката од Младост 96 е најсилна? Мислам дека кој ја сочинува таа двојка? Мислам дека Ѓорѓе Борчич е мозок за двојки. Да ни кажете нешто повеќе за Ѓорѓе Борчич. Еве со него и минатата емисија имавме и разговор телефонски. Ѓорѓе Борчич беше и репрезентативец на Србија. Тоа доволно кажува за квалитетот. Да. Активно тренира, мислам, и игра и за клуб таму во Суперлига во Србија. Така да мислам дека моментално е најквалитетен играч кој е дојден до сега во Македонија. Значи воопшто ни нема пораз до сега. Овдека во овие мечеви. Мислам да имаше еден. Ако има еден? Од сега од Миленковиќ, од Милош, од Нец. И тој доаѓа од Србија? Да, и тој од Србија. Значи моментално од сите странци што до сега, од ко памтам јас за пинг-понгот од осамостувањето на Македонија, Ѓорѓе Борчич е најквалитетниот. Во што е неговиот квалитет? Дали има брзина, дали има општо се, и техника, и брзина, и мозок. Сите квалитети се на едно место. Сето. Само да се надолжам. Како е тренингот со него? Или тој на тренинзи не присуствува? Многу е дисциплиниран и знај да послуша. И тренер, и било кој, значи дисциплината му е на врвно ниво. Значи не е од оние играчи кои што се реално на високо ниво,
ама велат што има сега мене некој друг да ми кажува кога се знам. Добро. Ама искуството Во пинг-понго можеш, Зоки, да видиш и ти од страна некоја грешка. значи нема Од страна многу побо се гледа отколку нама секој. Значи сепак добре дојде Да. некој совет Да. Точно. особено и тој сигурно знае дека Гоце Тошевски има Точно. титули, Да. Гоце Тошевски и како играч и како Да. тренер. Да, повели Николче. Сакам само едно прашање, еве сите ваши искуства во Германија, во Шведска, сега со клубот, како ќе ги пренесете во иднина, што планира клубот околу подмладување на екипата младинска школа, како Младост 96 ќе ја продолжи оваа традиција, гледаме дека со години се бори за титулата Младост, бевне и шампиони, како ќе ја продолжите таа низа на одлични резултати? И во тој дел, значи, од 4 титули како играч, 3 ми се титули без пораз. Значи со Младост исто и со Гранити. Моментално сега имаме добри 4 дечки. Значи Лука Огненовски, Давид Јоновски, Мартин Ристевски и Трајче Марковски. Трајче Марковски си е во Младост 96. Софија Хасану и Нико од Крушево. Нико доаѓа. Да. Школата сега е превзеде младинската школа Борче Базарковски, исто бивш пинг-понгар. Значи, кај што сега моментално имаме некаде околу, мислам, 12 или 14 млади дечина, што се дечина на 7-8 години. Отколку е идеалната возраст да почне дете да се посвети на пинг-понгот? Па мислам дека најидеално е 7 години е најидеално нешто до 9, од 7 до 9. Каков интересот кај децава за пинг-понг? Моментално сега порасна интерес. Значи, Борче Базарковски си ја празеда школата, има интерес. Има интерес. Знаеш како оди тоа оди едно дете иди на тренинг, па му кажува на другарчето, па на другото на Се пренесуваат Да, информациите се пренесува. и впечатоците дека е нешто убав спорт. Меѓутоа кај нас е предноста голема затоа што салата е затоплена и во зимскиот период нонстоп се работи, така да немаме воопшто пауза. Оние кои што идат во младинската школа, само тренираат или таа младинска школа има и можност да се надпреварува? Има можност, значи имаме моментално категории 11, 15 и 18. Значи може да се надпреварува 11, 15 и 18. Добро, Мислам и 13 да не имаше, ама не сум сигурен. Мислам дека има. Значи имате многу членови во повеќе возрастни категории. Да. Од 7 па до колку се највозрастниви во сениорскава екипа. Од 7 до јас и Златко до 51. Да, вие како стручен Сега штаб и сакав управа. да се надоврзам на тоа, значи не се само трошоците за првата екипа. Рачунајте, имаме 3-4 категории други. Да. Сега мене ми Кај што интересно треба децата да се надпреварува, да се плати котизација. Еве утре одиме во Струмица. Што има во Струмица? Во Струмица меморијален турнир за Кире Велков, покоен тренер. И тој исто, да речам, И од таму има еден клуб Астрајон. да, тие го организира. Од Струмица ние продолжуваме со 15-кава со Давид, Мартин и
Трајче за Берово. Берово. Недела е Берово. И Берово мал град, но познат по пинг-понгот. Да, познат. Познат и многу, да речеме, актуелен пинг-понг во Берово. Сега, уште еден момент мене ми е многу интересен. Вие тренирате во оваа сала пинг-понгарска или пинг-понгарска арена, мислам дека се Да, вика Младост. Погарска арена Младост. Младост, меѓутоа не само вие, туку два клуба сте, Младост и Младост 96. Да, Па нели е тоа еден пример за братски клубови, братски односи? има и трет клуб, Прилеп. И Прилеп, значи И Прилеп. три клуба во една сала. Да. Како успевате да се договорите? Добро, се договараме околу термините, немаме проблем. Немаме проблем. Пошто салата, еве сега од тренинг идам, јас во 9 бев на тренинг. Од И предпладни имате тренинзи? И да. И попладни, прикач? Зависи како се со, да речеме, кој дете како е на школа. Еве, сабајле имав со Мартин Ристевски тренинг јас, пошто е попладне, во 9, значи 24 сати е отворена салата, така да немаме проблем и немаме никакви замерки. Некогаш и тренираме заедно, не е никаков Значи, проблем. три клуба на едно место, меѓутоа доволно. Да. И без никаков проблем. Дури се помагате. Да. Рикаловски, тоа е потврда Да. дека сега Да. Александар Точно. појде во Младост да Точно. помогне во борбата за опстанок. Да, Има ли шанси за опстанок Младост? Бидејќи Мислам доста, доста мислам да. криза имаше голема Мислам да. во оваа сезона. Мислам да, пошто сега се засилија и тие со Србин, има српски играч, Рикаловски, Фанија исто игра, пошто може и девојче да игра за... И Зоран Јовановски, нормално, Ветеранот, искусно, меѓутоа, ама, кој да. вреден и на овие години. Многу е вреден. Буквално да. Буквално да. Добро, значи, го спомнавме Антонио Стомнаровски тука, како пинг-понгар од Прилеп, Да. израстан тука, Андреј Лашковски исто. и Андреј Лашковски. Да. Другите од Србија, кажавме, овие што се Борчич. брајчата близнаци. И Нико Доага од Крушево. Мислам дека е најмлад од овие што одиграа во надпреварија. Да, пошто правилото кај нас моментално е до мораш да имаш играч до 21 година и да почни во прва постава во екипата. И да изигра минимум од 60% од сите утакмици. Значи, Значи, тоа тоа е важи и за иде- Суперлига. За Суперлига зборуваме, значи мора да изигра минимум 11 утакмици. Од сите 18. Значи, без разлика што е Нико Доага најмлад во екипа, да него мора да сметате во прва постава. Нико Доага моментално и си го оправда местото во екипата. Така да некогаш, пошто Андреј Лашковски и со работното место и не може да присуствува на секоја утакмица, меѓутоа Нико Доага ни донесе и многу победи. Од Крушево гледам доста пинг-понгари, од каде мало, толку мало место доаѓаат пинг-понгари во Прилеп. Крушево стално имаше школа и уште има. Тука е и Фани која игра за Младост. Васе Богоевска, Елена Марковска, значи Васе Богоевска игра за нашата женска екипа, Софија Хасану игра. Игра, значи да не заборам, игра Гркинка имаме за женската екипа исто. Од Грција, од Лерин. Криси. Кога дојде таа во клубот? Оваа сезона. Значи Гркинка. И Гркинка, да. Како дојдат тие контакти и како дојде одлуката да земите од Грција
во прилог? Имаме соработка со Лерин. Со Флориса се вика клуба. Имаме многу добра соработка, пошто јас и Кире, покоен Кире Ѓорџиевски, познат мечето што го викавме, го знаеш. Да. Бевме и таму тренери ние во На повеќе наврати мислам дека. во Лерин, да. Бевме таму, соработувавме со нив, така да девојчето дојде ова сезона кај нас да игра. Малку необично е тук, тоа не малку, туку многу. Од Европска унија да доаѓаат кај нас, бидејќи обично спортисти одат Добро, на запад, па се во Европска унија. и од кај нас одат, значи Стомнаровски моментално игра таму во истиот клуб. Во Антонио Стомнаровски. Стомнаровски, да. Игра исто во Лерен. Како е возможно и ова да ни објасните? Еве сега Борчич, браќава доаѓаат од Србија, меѓутоа играат и за српски клуб. Како ги Има право на двојна регистрација. Но како временски тоа е овозможено? Во сабота играат таму, во недела ваму. Зависи. Што се случи? Една утакмица се случи да не може Ѓорѓе дојде Влада, да. Али Тие се тука некаде со квалитетот? Браќата? Не. Или предност давате на Ѓорѓе? искрено да, меѓутоа меѓу себе да ги видиш како игра, тешко на кого предност би му дал. А играат меѓу себе често? Да. Значи ривалитетот кај нив кај близнаци Значи на еден придонесува за тие да на еден тренинг двајцата да партија да тоа е една изигра, мотивација. да изигра партија, тогаш не знам предност на кого би му дал. Значи, еве Ѓорѓе Борчич и Влада Борчич, рековме, мора тие да планираат такви активности и таму да бидат добри во таа лига, во тој клуб, Бачка Паланка мислам дека беше местото. Бачка Паланка, да, од Бачка Паланка. А исто така и се посветуваат и ваму, а патот е долг во недела Па негде да патуваат 700 километри. Да. Не, и Во еден доаѓаат во сабота. Значи совреме имаат да. време и да дојдат Да, по совреме во. да, меѓутоа може да се Благовреме. случи и да не игра на некоја утакмица ако има таму обврски према нивниот клуб. Исто спомнавте за Антонио Стомнаровски. Кога игра во Грција, кога во Прилеп? Во Грција, значи Стомнаровски различен е распоредот грчкиот со нашиот. Во други денови? Во други, не, истото и таму игра саботи и недели, меѓутоа не се софаќа со нашиот календар. Грчкиот. Значи еден викенд ако е таму, Да, првенството наредниот викенд Да. тие се слободни, па ваму таму игра многу поразлично, игра по 3-4 кола во викенд. И многу побрзо му завршува првенството. во кој ранг се тие Лерин во рамките Мислам на дека се Грција? трета. Трета, сега се веќе во плейоф. На Се борат за да четврто влезат место. во Да, втора лига. во ранг погоре, Тоа е да, висока? во втора, да, висока. Точно. И така да моментално и женската екипа котира добро. Женската екипа, какви се резултатите? Ние повеќе следиме машкава екипа, бидејќи се бори за титулата. Докаде е женската екипа? Женската се моментално на трето место. Кој тренер е таму во женската екипа? Па, Или помагате вие? јас па. Тоа е. Зависи, некој пат, некогаш ќе појде Златко Рикаловски, некогаш друг, ама Меѓутоа, како многу е важно и женската екипа да постои. солидна, да, солидна. Значи, од кога е формирана женската екипа, нон-стоп сме меѓу првите 4.
Има ли шанси и женскава екипа да го достигнува на машката екипа, да се бори за титула и да освои? Ја мислам дека в година да. Значи, тука е негде В доаѓа година времето. да. Сега да се вратиме пак на машкава екипа. Табелава многу убаво изгледа. 12 меча, 12 победи, 24 бода. Да. Не знаете за пораз. До крајот, веројатно планот е сите победи до крај. Плано е да, таков и мислам дека така ќе завршиме. Мислам дека така ќе завршиме, пошто единствено ни останува Крива Паланка сега. На Дербито- 13 ти беше предвидено планирано, меѓутоа поради трагедијава, дали има поместување? поради трагедијата 13 поместување, Значи на 20 ти би било, отприлик, април. Еве, прво играте Младост 96 со Младост. да, Дали тука сигурно Првата. може да се очекува победа на Младост 96? тешко. Потоа, во истиот ден, уште едно коло би се одиграло, Младост 96, тука со Крива Паланка. Крива Паланка е тврд нема орев. да биде како есенскиот дел дупло коло, значи сега одиме само во неделя. Нема да биде дупло коло. Со Младост и со Паланка. Крива Паланка беше шампион Добро. минатата година. Првиот дел ги добивме 4-2. Кај што Лашковски го доби Кристијан Станојковски. Да се добие Кристијан Станојковски, тоа е мерило на квалитет. Не мерило на квалитет. Од каде сега произлезе Младост 96 да биде подобар од Крива Паланка, кога Крива Паланка ја брани титулата? Што се случи кај нив? Не се случи ништо. Значи, Се се случи само во Младост. Се случи што Прогрес. Тоа што Лашковски си го доби Кико. Обично стално со Крива Паланка сне биле на дубал на последна партија. Значи 4-3 Да. резултатот. Меѓутоа ова му беше на Лашковски четврт обид и на четвртиот го доби. Нонстоп, значи 3 уназад 3 пати, по 2-0 му води и 3-2 губи. И Крива Паланка е едно мало место, но многу добар пинг-понгарски спорт. Добро. На високо ниво. Кристијан Но, Станојковски еден беше. од легендите веќе. Беше на високо ниво, се дури беше овај Виоре Луце, румунот, на Амелија таткото. Како стручно лице. Да. Сега малку стагнира, единствено Александар овај, што е малиот, не знам како се прозиваше. Исто игра за нив, за Крива Паланка, дека помладок има не. Меѓутоа, Значи- се уште се на второ место, најблиску до Младост, да Да. речем, на табелава. Да, Значи, ти имаат 10 победи, 2 да, порази, 2 порази од нас и од шампиони ФА, од Штип. од Штип. Да. А тие се четврти на табелата. Да. Значи, можеме да кажеме дека се издвојува Младост 96, покрај Младост 96, Крива Паланка, Телекомнет 2 од Скопје и шампион ФА од Штип. Значи во таа четворка секој секога може да победи. Дефинитивно. Секој секога. Мислам, ајде, ако не издвоиш нас, мислам во таа тројка секаде е густо. Во плей-офот влегуваат само 4 тима 4. и од тие 4 ќе се добие Игра новиот шампион. првиот со четвртиот, вториот со третиот. И дали можеме да очекуваме финалето пак да биде спектакуларно, да има публика, како што беше тогаш кога се реализираше и пренос, еве Николче беше Да. коментар, со негов коментар, 2021 година. Значи, ако продолжиме вака со овај интензитет, без пораз,
со сите би стартувале со 1-0. Тоа е значајна предност. Значајна предност, меѓутоа шампионската титула прошлата година ја освоевме во Скопје. Значи првата такмица се игра кај тој што има негатива. Да, но без разлика каде ќе се игра, вие одите секогаш на победа. Колку значи домашниот терен во пинг-понгот? Отприлика ништо. Не е како во фудбалот. Не. Оти во фудбалот прво прашуваат кој е домајчин, па потоа прогнозата дека тој е во предност и така. Не значи ништо, пошто масите се тие, топчина се тие, димензиите се тие, немаш терен, дали е влажен, дали е сув, подлога се. Добро, отприлика игра улога подлогата, меѓутоа не е нешто многу да зависи. Порано имаше разлика во масите, во квалитетот, сега дали се исти Да, стандард? да, сега, значи федерацијата има набавено маси, отприлика се игра на скоро исти маси. Значи доволно квалитетни. Да, доволно квалитетни, така да А инаку опремава од каде рекетиве, например, од каде се земат? Порачуваме. Значи ние имавме... Тие со каков квалитет? Имавме... Па мора да биде со висок квалитет. Се разликата е што секој играч игра со различен гума. Значи некој може да игра со типхар, некој батерфлај, некој јола, некој Зошто е стига. Зависи. Да речеме и дрвото за рекетот. Секој со различно дрво игра. Значи нема стандардно нешто, ова го купуваме и за сите исто. Значи прилагодено е според Во пинг-понго исклучиво според играчот. што значи во опремата иста да биде, тоа е дрес кодов на облекување. И тоа е тоа, а во ракетите не. Тошевски, да го привршуваме разговоров, еве не ме прашав за меѓународниот пинг-понг, светскиот пинг-понг, тука сега како стојат работите, кој играч, например, најмногу ви се допаѓа? Моментално Фан Жендонг. Моментално. Што гледате кај него? Комплетен играч. Комплетен. До кога овие од Кина ќе владеат со светскиот пинг-понг? Па не знам, сега веќе Леброн, брајчата Малио, и тој е доста добар сега освои турнир. И тој број 2, ја би го клал него. Французинчето. Многу добро, многу младо. Но кинезите, кога ги гледаме, толку брзо се одвива таа техника, тој процес на играње на кинезите, тешко е да се следи и одстрана, камо ли да се игра. Ако направиме една ретроспектива наназад и денеска Кина од 2 милиони играчи одбира репрезентација. Ние сме цела Македонија толку. Значи сите да бидеме пинг-понгари, па така некако. Ете така. Ама квалитетни. Ама квалитет Да. врвни. Да. Значи од 2 милиони. Од 2 милиони, значи има регионални Кај нив тешкотијата е да влези во репутација, а не е тешкотијата да освои. Тешкото е кај нив да влези во регионалниот избор. Значи имав еден разговор, ево пример ќе кажам, со Луполеско. Кој беше репрезентативец на Југославија. Значи многу сме добри пријатели и Тој сега соработка. Сега е председател на Федерација на Србија. На Србија. Да, сега. Значи на Го замени Каракашевиќ. И тој беше светски играч. Тогаш соработка Југославија, да речам, поранешна, со Кина и Луполеско. Оди во Кина на припреми.
И сега вика таму има 7 нивоа. Прво ниво, второ ниво го врвиш на тренинзиве. Трето ниво. Четвртото тешко да го стигнеш, вика, а на седмото е репрезентацијата. Тренира. Значи по ниво одиш, како ги врвиш нивоата, 7 ниво. На седмото е репрезентацијата. Јас вика едва до четврто. Значи беше Третото, второто и првото се седмото највисокото. се Значи генијалци петто, до таму. шесто, седмото вика не може ништо таму. А Лупулеску сепак беше играч. Приморац исто, двајцата. Тие оставија бели кои стои. Да. Да, има и медалја. Светска, мислам да беа трети, не знам или втори. Сигурно. Да. Тошевски, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам за Следна поканата. прилика, повторно, добре дојдени сте овде со нови информации Се надевам. и со нова титула. И со нови успеси. Да. Благодарам. А сега не завршува тука емисијава, туку една музичка номера предлагам и потоа ќе зборуваме за другите спортови, секако и за фудбалот, она што начекува утре на градскиот стадион во Прилеп.